Здраво! Годишниот обем на туристи во Македонија е во постојан раст во изминативе 5 години. Бонус поените за добрата туристичка стратегија секој од инволвираните страни се разбира си ги препишува себе си. Од реновираните, односно веќе нови аеродроми, до субвенциите за нискобуџетните авиокомпании кои што воспоставија релации до европските центри, субвенции за туристичките агенции кои што носат се повеќе странски туристи, проектот Скопје 2014. Токму затоа денеска прашуваме дали Скопје полека го презема приматот на главна туристичка дестинација во Македонија и колку профити носи туризмот на државата. И вие можете да се вклучите во нашата дискусија користејќи го хаштагот ЗебраМК на Твитер. Однедавно истото може да се користи и на Facebook и да коментирате на нашата Facebook страница. Денеска наши гости во студиото се Дончо Нацев од туристичката агенција Arbo Travel и Васко Марковски од интернет порталот Добри вести и долго време го подуткуваше водичот Free Time Guide. Дончо, еве со вас ке почнеме до душа и прашањето може и за двајцата да важи, да се надоврзаме на тоа што Ели го кажа. Дали Скопје навистина стана мека за туризмот во Македонија и зошто е тоа така последниве години? Па видете, прво благодарам што ме поканивте да учествувам во една ваква значајна емисија за развојот на македонскиот туризам. Дали Скопје стана мека за привлекување на туристите? Скопје секогаш бил, значи и ќе биде град како главен град на една држава на Македонија, привлечен за посета на туристите надвор од Македонија, односно за странците. Скопје бил и во рамките на тогашната Македонија која што функционирала во СФРЈ, значи мека за привлекување на туристи, странски, зборуваме, и сега. Не знам дали Скопје токму сега е мека за привлекување на туристи поради проектот Скопје 2014. Јас повеќе би го сведол мојот одговор на тоа дека една добра кампања која што во последните 2 години Македонија се фокусираше, значи, за промоција на Македонија надвор од границите, значи во Европа, во азискиот и јужноамериканскиот, американскиот континент, допринесе да Скопје, односно Македонија, биде таа што сега е како барана дестинација, односно во 10 најбарани дестинации. Како е позиционирана Македонија како туристичка дестинација во поглед на другите држави од регионот? Па, самата реклама што ја направивме, самата кампања што ја направивме како држава, значи, и со самото формирање на Агенцијата за промоција и развој на туризмот, кој што требаше да се стори многу поодамна, значи допринесе да Скопје го привлече, односно Македонија го привлече вниманието кај туристите, значи во Европа, во азискиот дел, значи и веќе постепено во Латинска Америка, во Америка, Австралија и Канада. Васко, ти често патуваш, а и како што споменав го уредуваше водичот Free Time Guide кој што беше наменет за пресестранците во Македонија кои што живеат, а и си во контакт често со странци кои што ја посетуваат земјата. Од лично искуство, што најмногу ги фасцинира нив тука и како е тоа во споредба, да речеме, со тоа што ние си замислуваме дека им е најинтересно кај нас? Јас тоа би го сумирал со разноликоста на понудата на Македонија како една земја која се посетуваат. Значи, комбинација и од тоа што има се види како урбана Македонија и од тоа што може да се види како пейзаж и од разните културолошки слоеви кои што се напластени како наше културно милје. Се зависи и од местото од каде што доаѓаат и од културната позадина на самите посетители. Например, сум имал искуство прилика поопипливо да го видам фидбекот на се повеќе што доаѓаат гостите од Турција во Македонија. За нив колку што е атрактивно
модерното, колку што е атрактивна природната убавина и сеопфатното културно наследство. Особено важно е културното наследство од османлискиот период. Што се однесува на тоа дали Скопје го добива приматот или не, го делам впечатокот дека да, во овој момент Скопје е во под рефлектори, но мислам дека сето тоа коинцидира со кампањата која што се води во светски рамки за посетување на Република Македонија, а Скопје тука има една компаративна предност во однос на другите градови, затоа што знаеме дека централниот аеродром во земјава е тука. Освен би рекол инцидентните чартер летови за време на летната сезона, авион на Охрид не ги води и на јужниот дел од територијата на Македонија, така што Скопје ја има среќата како една комбинација од околности да биде градот кој што во моментов предници. Од друга страна, моја лично согледување е дека Охрид низ годиниве стагнира како квалитетна туристичка понуда. На што се должи тоа? Па, тука би ги ставил пред се, значи, невлегувањето инвестиции во услугите и сместувањето, квалитетот на самите услуги, начинот на кој што се пресекани луѓето и цените кои што не се разликуваат многу од цените во некои поатрактивни туристички места во Македонија, во соседството. Исто така прават една комбинација која што го прави Охрид да е помалку атрактивен, иако има како културно наследство многу да понуди. Како може во тој сегмент да се работи? Ви имаше цела кампања која што владата ја правеше, нели, сега не конкретно, меѓутоа така некако нели водеше целиот муабет дека се однесува на охриѓани за добрата услуга, начинот како ги пречекуваат гостите, како се однесуваат и така натаму. Меѓутоа и тука е притисокот од јавност и македонската, но и светската во однос на тој дел на услугата, а гледаме како што велите и натаму не мрднуваме многу во начинот на кој се сервисира туристите, така да кажам. Верувам дека таквите кампањи, каде што дури се исмеваат лошите постапки на луѓето што треба да пречекуваат, може би ќе дадат некакво, ќе донесат некакви промени во однесувањето на луѓето што го работат тоа, но мојата филозофија е дека сето тоа обратно треба да биде поставено. Идејата да тргне од долу, па да расте нагоре. Ако тоа не е лично свест кај поединецот кој што сака својата живеачка да ја обезбеди од таква една дејност, залудно ќе биде ние да се обидуваме. Нема да биде залудно, него многу подолг ќе биде патот што ќе треба ние да го изодиме одгоре надолу да им го внесеме тоа како свест. Видете, Македонија секогаш на времето значела и сега значи како народ доста гостопримлив народ. И сега исклучок е, не сакам да ги навредам, нели, охриѓани, па јас и на времето имам работено во Охрид како директор на еден хотел. Значи, од Охрид во Охрид секогаш постоело тоа дека ние го имаме зерото и готово и можеме да правиме се што сакаме. Но мислам дека со текот на годините, со доаѓањето на овие помлади генерации, навлегување во туристичката индустрија во Охрид, постепено почнува да се губи она нељубезност на персоналот, на вработениот кој ќе ги согледат капацитетите. Значи, мислам дека самата кампања која што нели интензивно се иметуваше на многу интернет портали, на многу канали телевизии во Македонија допринесе за неколку проценти да се подобри самиот прием, самиот однос на зборуваме сега на целокупната македонска популација, да без навреди, нели, за да ги навредиме охриѓани како нељубезни, но Охрид од секогаш, значи, бил мека на предизвици, значи мека на приказки,
значи секогаш туристите кои што доаѓале и доаѓаат со одредени сознанија за Охрид. Сепак Охрид е град на УНЕСКО, Охридското езеро е едно од чудата признаено од УНЕСКО и колку и да сакаме да зборуваме дека Скопје може да го преземе приматот број 1 дестинација, јас мислам не. Ако зборуваме за европските туристи, доколку зборуваме за туристите од Јужна Африка, од Јужна Кореја, од Јапонија, па и од Јужна Африка веќе почнуваат да доаѓаат индивидуални, мали групи се, од Индонезија. Значи, број 1 дестинација барана во моментов е Охрид. Значи, многу повеќе време се задржуваат во Охрид, тие се оние големи балкански тури кои што се прават низ Балканот, во кои што ете и ние како Македонија, благодарение на Александар Македонски, нели имаме створено една голема културна традиција и културно богатство, имаме една изворедна фауна и флора, значи имаме една изворедна кујна македонска опфатена со органските производи, да ја посетат Македонија за 4 дена, 5 дена, значи се задржуваат. Толкав е просторот на туристите, толку се деновите кои што се задржуваат. Толку да не прескокнат сосема. Најнормално. Ние Скопје можеме да го кажеме како главна метропола, затоа што, како што кажа господинот Васко, така, преднос е аеродромот. Значи, јас се сеќавам во кампањата ТАВ, кога ја правеше, значи, за изградбата и владата на Република Македонија, дека исто толку ќе биде фреквентен и Охридскиот аеродром. Да, ова лето Охридскиот аеродром беше фреквентен. Се надевам дека треба време. Исто така дека источниот дел, источниот дел ни е скроз запоставен, а во источниот дел на Македонија имаме еден куп богати ризници со богато културно наследство. Да не ја заборавиме Баргала таму. Значи аеродромот во Штип, нели требаше да се прави аеродром и во Штип. Се надевам дека се прави студијата сега да се видат ветровите, магловитоста и не знам како пред неколку денови баш разговарав на таа тема со претпоставениот авиособраќајот и од ТАВ. Значи, доколку ние ги обединиме сите овие 3 аеродроми, направиме една таква добра инфраструктура, која што пред се за да оди Македонија напред во развојот на туризмот и да доаѓат повеќе туристи, ние треба да ја средиме инфраструктурата. Значи, без инфраструктура, без изградени патишта, значи, без љубезност на самите патарини, кај што, вие знаете, летово се случија многу инциденти на патарината на Куманово. Се чекаше по 2 часа. Јас имав група од Индонезија, која преземав од границата со Бугарија на Крива Паланка, Ѓошево. Возевме час и 20 минути од таму до патарината со автобус. И кога стигнавме, имаше колона и чекавме 2 часа да ја поминеме патарината. Не и беше јасно што се случува, зошто е толкаво чекањето. Значи, ние како држава и ние како туристички работници кои сме инволвирани и кои што си ја сакаме пред се ова држава, кои што си го сакаме бизнисот, лебот што го јадиме од овој бизнис, не боли кога странците ќе ни кажат ова не ви чини. Пречекуваме јапонци од Албанија, правиме трансфер од еден автобус во друг автобус, нема тоалети на граничните премини, каде да ги извршат потребните потреби, значи туристите. Значи, може би јас, пошто нели неврзано е, се оддалечив малку од темата, ама мислам дека сепак е потребно да потенцираме дека џабе ќе ни бидат спомениците што ги имаме изградено во главниот град на Македонија, ако инфраструктурата не ни е средена. Пред неколку денови имав од Шпанија туристи. Значи,
воодушевени и од среденоста на статуите, значи што ги имаме застапено на нашиот плоштад галерија, да речеме, значи, но вика да стигнеме до таму, немаме добра инфраструктура. Ногата си ја удрив, значи дупки, мал дожд се прават вирчиња, значи тие се основните работи кои што ги приметуваат, многу ги приметуваат странците. Апропо овој момент, да. Споменав за размислувањето дека од долу нагоре треба свеста да оди. Токму во таа насока, кога ни кажуваат забелешки дека нешто не чини ке нас, ние треба да им се радуваме, не да не повредуваат. И да ги запишуваме. И да ги поправаме. Секаде кај што има форуми, кај што се бара мислењето на луѓето што на некој начин се инволвирани во туристичката индустрија, самите ние да се бориме за да се поправат тие работи. Би било залудно да ги правиме оние реклами што одат на CNN, ако во 3 дена го расипеме впечатокот пред илјадници луѓе, кои еве годинава со примерот што го кажавте, имаше многу луѓе што од гастербајтери од Турција си одеа дома во денови на пост, на многу строг пост, кога ни вода не смеат да пијат, на најжестокото сонце беа оставени да Јас бев сведок. Изгорат. Јас исто, јас лично со моите деца бев сведок и благодарејќи нели на интернетот покриеноста постирав на мојот профил на Facebook, значи за целата ситуација еден новинарски во наводници смислен текст и веќе реакцијата се случи големото реагирање и од страна на Агенцијата за патишта и од Македонија па да се убрза на печатокот. Баш тогаш требаше да се отворат сите рампи. 3 дена нека жртвува државата приходите од патарина што ќе добие, за него расипе впечатокот. Дури и да излезе да им даде по едно шише вода на луѓето. Апропо овој муабет, имаме ли ние добро разработени приказни, добро спакувани промотивни материјали, добро информирани водичи и конечно администрација која што ќе им стои на сите нив на располагање 24 часа, 7 дена во неделата, бидејќи туристите не ги интересира сабота, недела, неработни денови и така натаму. Видете, поддршката сакам да кажам. Значи моменталната ситуација во туристичката индустрија во Македонија е секој сам изработува материјал за промоција на Македонија. Значи немаме унифицирање. Немаме еден унифициран материјал кој што ќе излезе, нели, како подкрепа. Сега не ги зборувам оние Министерство за култура што ги вади, нели, монографии за поклони кои доаѓаат дипломати и така. Нели почна да излегува од Агенцијата за поддршка на туризмот некоја едиција на материјали кои што според мене не одговараат на својата мисија. Немаме изградено една стратегија за да ја направиме приказката. Значи немаме изградено една стратегија каква ќе биде приказката. Што ќе содржи приказката која што ние ќе ја спакуваме убаво и ќе ја пласираме на светските саеми за туризам. Ние немаме направено убав спакуван материјал. За жал, странските туристи кога доаѓаат во Македонија се уште користат литература од нашите соседи. И многу ми е чудно. Lonely Planet, Bread. Да. Значи, 2-3 што има. замислете, јапонците кои доаѓаат, значи за Охрид го спомнуваат како главна престолнина на Бугарија. Значи до каде оди влијанието на нашите соседи, значи и во туризмот. Значи тие сето тоа е само обид на човекот кој што сака нешто да знае пред да дојде овде, да направи некакво премостување на тоа што не е исервисирано. така. Велите за начинот на кој што самите себе си се презентираме. Ние прво немаме расчистено самите со себе која е нашата приказна. Имав прилика да гостувам на една неколкудневна презентација на туристичкиот потенцијал, зимскиот туристички потенцијал на Црна Гора. Во пресрет на
сезоната што предстоеше за месец дена негде. Јас сум со години се уште под истите силни впечатоци колку они расчистиле самите со себе и колку таа приказна која што решиле да биде нивната национална туристичка приказна допрела и ја знае од најнеинформираниот во општеството до најстручниот за таа област. Која ќе биде нашата приказна кажана во 2 збора? Би можеле да ја разгледаме нивната. Дива убавина, Wild Beauty. Значи, таму има и езера, има и национални паркови, има и православни храмови, има и современ град, кој што е на дива конфигурација и море и сето тоа. Значи, сето тоа апсолвирано во 2 збора дива убавина. И секој, значи, од производителот на традиционално уникатно сирење кај нив, до менаџерот на најлуксузните хотели знаат дека тие муабетот секогаш го гледаат низ матрицата на дива убавина. Добро, ние извадивме многу слогани имаме извадено ние како Македонија, што да, Македонија лулка на цивилизацијата, лулка на културата, значи имаме и ние такви, но ние мораме да ги врзиме приказните со нашите митови, од тие што постоиме. Ние мораме да искористиме трансверзалата Вија Игнација. Значи, но зашто би го занемариле Македонија каква што ја знае секој? Значи нема потреба дополнително да учиме за да раскажеме кои сме, што сме, како сме. Да, во таа Значи, имаш ако интересен пример. секој знае дека сме гостопримливи или не знам какви се придавки си даваме самите на себе, зашто околу тоа да не градиме некоја приказна која што ќе може да се проширува во сите тие насоки? Јас извинете, значи јас се надевам со новиот состав сега на агенцијата за промоција на македонскиот туризам, значи со новиот председател кој што е поставен и кој што доаѓа од хотелиерството, значи не од винарството или од некоја Охридско лето или не знам, претходните така ни беа председатели, мада не ги окривувам за несработеното или сработеното, не ги фалам, но со доаѓањето на Кристијан како председател, односно директор на агенцијата, затоа што директно и него го засега целата таа работа во неговиот бизнис, мислам дека точно ќе биде изготвена една таква приказка која што ние како туроператори и општо народот македонски ќе може да ја понуди на секој оној што ќе дојде во Македонија. Јас имам своја приказка, значи кажувајќи, пошто и историчар сум по професија, значи не е само да ја презентираш историјата, него е многу битно да ја презентираш природата и сегашноста на Македонија, со какви капацитети и со какви убавини располага Македонија. Предноста е кај мене што јас многу ги абсорбирам, ги прифаќам мислењата од странските посетители и од домашните посетители, значи што учествуваат во промоциите на програмите што ги организира мојата компанија. Значи приказката ќе дојде и мислам дека е 2014 не ради проектот 2014 ќе биде навистина за окружување на целата стратегија која што како држава ја нудиме на туристичката индустрија. Дојде ни се безброј новинари, значи инволвиран сум натре преку превоз или заеднички проекти со Бразил, со Русија, значи јас од 91 година зборувам дека Македонија треба својата приказка да ја насочи кон Климент Охридски, кон Кирил и Методи, значи она славјанската жица, да ги ловиме украинците, да ги ловиме русите, екс-руските републики, словаците, пољаците, чесите, кои што се доста заинтересирани за баш овој туризам што можеме ние да го понудиме, нели, и планинскиот туризам. Единствена држава после Црна Гора, да речеме, можеме да се пофалиме дека имаме доста атрактивни планински локалитети. Да.
Да Твоето завршиме. прашање? Нека биде за На крај. крај кратко имаш и покрај сите овие забелешки што ги имаме, нели, дека немаме промотивни материјали, приказната дека не ни е заокружена, лани имаш интересен пример, двајца прилично популарни актери на интернет дојдоа и го снимаа најмалот етнолошки музеј во Джепчиште, значи Карл Пилкингтон и Ворвик Дейвис, баш и ти пишуваше за тоа, значи сепак има што да се понуди. Често и ни самите не знаеме дека тоа постои. Значи дали алтернативниот туризам може да се појави како некако тип на наша специјална опција, да речеме, во оваа Случи со ситуација? онаа идеја за дарк туризам, така наречен. Ме радуваше. Дали сте чуле Терминот? како нешто за што се залагам како Да, понуда? затоа ве прашувам. Да, овакво прво за посетата во најмалиот етнолошки музеј. Јас пред се верувам дека нашата голема шанса е во алтернативните форми на туризам. Масовниот туризам е мртов. Црна Гора не случајно направи една голема математика, колкав е брегот, колку луѓе може да смести, колку ноќевања може да изгенерира преку плажите, преку сето. Кога виде дека е мал брегот, дека не може тоа да го прави, рече што можеме да направиме. Имаме национални паркови, ајде таму ќе правиме нешто, ајде реките, рафтингот, не знам сето тоа. Значи, ние во таква една мозаична понуда можеме многу да дадеме. Дека имаме приказни, лично се имам уверено кога имав неделен серијал репортажи Непозната Македонија, 150 недели поред, јас ниту еднаш немав проблем за идеја за нова репортажа. Постојано има и кога ќе видат луѓето дека почнува да се тркала работата, самите почнуваат да те хранат со сето тоа. За Джепчиште, славната екипа на Рики Джервис разбрала сурфајќи на интернет, сакајќи да го однесе најмалиот актер на светот, најкусиот, на некој такво најмало место по нешто во светот. Дојдоа таму со цела екипа на Sky TV, го снимија сето тоа и ете, како може веднаш да улета и друга вредност да се додаде на сето тоа. Имаше една кратка презентација на македонскиот Рубин, кој со Ворвик го доби како подарок и го шири гласот преку неговата ќерка и самиот понатаму. За дарк туризмот Дарк туризмот, да. Следејќи го Чешкото национално радио како еден од јазиците што го зборувам, начекав еднаш една емисија која што кажува дека феномен, особено популарен во Чешката република, е дарк туризмот. Што е тоа? Мрачниот туризам, значи што луѓето се привлечени од нешта кои што се поврзани со крвни деликти, со урбани легенди, со некакви страшила, со не знам што. Малку направив еден брейнсторминг сам со себе што би можеле ние да понудиме како такво. И навистина имаме што да понудиме. Ги имаме, на пример, најкрвавиот фронт што некојаш на земјината топка бил поставен, македонскиот Солунскиот фронт кој што е од Галичица до Дојран. Имаме значи француски, германски, англиски војни гробишта низ Македонија. Имаме, за жал веќе ја немаме, куќата во Црниче, која што беше испреплетена од урбани легенди, од разни гласини. Но веројатно има други такви приказни имаме и други многу такви куќи во непознато други нешто делови, кое што е многу интересно и уникатно, криминолошкиот музеј во Идризово. Имаме, на пример, ако сакаме да ја развиваме приказната, за вашите пари се ќе направиме, нели? Да. Имавме масовен убиец во Охрид, имавме масовен убиец во Кичево, имавме масовен убиец во Скопје, места кои што исто така можат да се раскажат како приказни, без фабрикување, без ништо. Значи тоа и тоа што има во весниците. Пештери кои што ги споредуваат дека се најслични со ониот, И кај што има како и господарот на и прстените. коски најдено и Одма можеме сценарио да да не заборавиме Беласица, да не ја заборавиме. Беласица, да не ја заборавиме. Со слепените војници. На само да. Значи, малку да се прочепка, има за се. Многу специфични сценарија, да, очигледно. Зашто да не биде во тоа инволвирана и популарната култура? Санаториум со концерт и таквите дет метал бендови, не знам. Каков одзив имаш ова ваша идеја? Некои се заинтересирали? Па до сега само вака имам спомнато во неколку гостувања на вакви емисии. Лично не се имам заангажирано во таа област затоа што не го гледам
сеопфатно својство за да можам тоа да го isproducirам во еден туристички продукт, но здраве Боже. Добро, оваа тема за туризмот навистина има многу точки на кои што можеме да дискутираме. Јас ви благодарам за времето што го одвоивте да бидете наши гости. Оваа недела ја посветуваме на темата туризам и се разбира утре продолжуваме со уште една ваква дебата на истата тема. Бидете повторно со Зебра. Пријатно.